волја на вистината, второ за пред граѓаните што се случува во собранието. Значи нашите процедурални забелешки не се дека ние не сакаме да работиме, кога би си заминале од салава, тогаш можете да кажете дека ние не сакаме да работиме, а не да седиме тука на сите работни тела во моменти кога само прво ве чекаме некој пати со сати за да направите кворум на комисиите, за да потоа остануваат 1 до 2 и остануваме ние пратениците од опозицијата, од ВМРО, ДПМН и коалицијата. Значи, ние взимаме процедурално зашто се прекршуваат процедурите во ова собрание. И не можете да се повикувате на етичкиот кодекс затоа што низа навреди имало и минатиот пат и сега ме прозивате за на некоја мината комисија што сум кажала. Ако ја почнам да се повикувам на се што сте направиле, верувајте дека многу ќе изгубите. И затоа ве замолувам за коректност, затоа што покрај се надминавме сами себе за да продолжи работата во ова собрание, пошто бевте колечка во минатиот мандат, кога во клубот на пратенички први седнавме жените, после 27 април кобниот, 27. Голготата во поновата историја во ова собрание и затоа за некој си збор кажан, а за во одспротива имате уништени човечки судбини, затоа ќе ве замолам да замолчите и да не ме прозивате, да не ме провоцирате, да не ме прозивате, да не ме провоцирате во таа насока да замолчите. А за се што е во закон, не знам да бидам опасна. Вие многу добро знаете дали ја можам да бидам опасна или не. Значи тежината вие што сега лично ме нападнавте, значи треба да си се повлечете и да се извините. И јас ова ви го зборувам во контекст. Ма зашто сте толку нервозни? Нешто не ви чини во коалицијата. Да замолчите. А зашто сте толку Колешке Пешевска, може ли да завршиме? Не знам, зашто сте толку нервозни? Не, воопшто, само не можам. Немате потреба од нервоза, знаете дека не сте во право и дека губите тлото под нозете. Ај ќе ве молам. Не. Каков е овој однос? Па овде имало и пожестоки расправи, па немало вакво упаѓање на штоличи ова. Никогаш не сум кажала. Ај, ќе ве молам, Колешке Пешевска, може ли да значи заокружи? сега председателе, тогаш вие реагирате кога има предизвикувања лични и омаловажувања, реагирате за да не реагираме ние меѓу нас. Затоа што ако реагираме меѓу нас, вака ќе биде. Затоа сакам. Ако не ја прекинете следен пат кога ќе ме нападне, затоа што јас кога ќе ме нападне ќе се бранам. Нема да молчам, еве ви кажувам искрено. Океј. И ова дека сме насилни, дека сме радикални, тоа да се го преиспитате во вашите редови. Ќе ве молам уште еднаш ваква констатација да не сте ми упатиле. Да. Значи ме испровоциравте денеска да паднам на ниво на кое што никогаш не сум паднала и навистина заслужувам извинување. Срамота. Срамота, ова не се европски вредности. Зашто не чувствувате одговорност кога ве повикувавме на комисија за надворешни работи, за да изградиме став према бугарското собрание? Тоа беше приоритет, вие не дојдовте. Која е ваша одговорност, ја ќе ми кажувате? И лични напади. Секогаш кога немате нешто за да прво во јавноста секогаш ја дефокусирате со 300 глупости во држава случувања, за да скриете големи работи и секогаш кога немате аргументи лично напаѓате. Па каде? Колку време ќе ве трпиме? Така, значи 4 години вие лично ќе не напаѓате, ќе не офирате и во човечки судбини ќе се мешате. Навистина е срамота. Како етички кодекс. И јас ве замолам да реагирате за да нема понатаму вакви ситуации. Не